Во моментов, освен тоа што се екипите на Црвениот крст присутни 24 часа во пунктот, каде што бездомниците можат да ги користат услугите во делот на сместување, во моментов имаме, односно ноќ измината ног десетина од бездомниците ја поминаа овдека. Пунктот за сместување има капацитет од 16 легла, истиот со можност да се зголеми на 20 доколку истото е потребно. Колку престојуваат редовно? Околу 10 до 12 лица можам да кажам дека овие денови ги користат услугите на пунктот кој ги нуди Црвениот крст овдека, иако има поголема бројка на лица кои што во текот на годината го користат пунктот за бездомници заедно со останатите услуги од страна на медицинска помош каде што и место каде што можат да се искапат, место каде што можат да ја променат облеката и секако да добијат дополнителни услуги и помош во делот на документација и се останато што им треба. Исто така и социјалните работници кои што се грижат за нив ни доставуваат дополнителни информации во однос на тоа дали има потреба некое лице да се транспортира и да се донесе тука, секако да ги користи, како што реков, во овие денови услугите на пунктот. Колку оброци добиваат дневно и дали добиваат облек овде? Да, овдека добиваат оброци 3 пати на ден, топол чај добиваат и секако добиваат облека и можност, како што напоменав претходно, на својата да ја исчистат и повторно да може да ја користат. Каква е соработката на Црвен крст со институциите? Во делот на бездомниците можам да кажам дека со Министерството имаме одлична соработка, како и со социјалните служби во делот на евидентирање на истите, но и пријава, како што напоменав претходно, во делот на дополнителни потреби на бездомниците пред се во однос на нивниот престој низ градот, но и секако во делот на згрижување во пунктот. Со оглед на тоа што оваа година имаме навистина студена зима, дали е зголемен бројот на бездомници кои побара помош од вас за разлика од минатата година, да кажем? Во однос на минатата година можам да кажам да, бидејќи како што гледате оваа година се температурите многу пониски од она што беа минатата година, но да се надеваме дека истите нема да продолжат со цел да се заштитат првично самите лица, но секако, како што напоменав, може да дојдат и да ги користат услугите овде кои што им се понудени. Како да ве контактираат на сите оние на кои им е потребна помош и колку време сте им на располагање, колку часа? Така, значи пунктот овдека, како што гледате, отворен за консултации и информации во текот на целата работна недела, додека за студениот бран сме 24 часа присутни со мобилни екипи, кои што на повика, како што кажав, првично од социјалните служби, а понатаму и од граѓаните, кои што пријавуваат на телефоните на Црвениот крст во канцеларијата за итни случаеви, излагаме на терен и ги згрижуваме доколку има потреба.